Мене ми е драго што денеска сме во Грушино, во Рачиново и заеднички со платежната агенција, со службите, со граѓаните на терен продолжуваме со приказ на позитивните примери кои што преку овие договори кои што се склучуваат овој период ја потврдуваат искористеноста на ИПАРД средствата, нешто на што сме фокусирани. Денеска тука сме сведоци на склучување на договор каде што имаме над 20.000 евра кофинансирање од страна на европските фондови на ИПАРД за современа механизација која што ќе служи на ова земјоделско стопанство и семејство тука за да имат поефикасно производство, да имат намалени трошоци и да имаат полесна работа во рамки на земјоделството. Ова е уште еден добар пример за, како што кажав, искористеноста на ИПАРД фондовите. До денес се склучени 898 договори, а во следниот период очекуваме дека оваа бројка ќе биде над 900 со вкупен износ до денеска кој што е контрактиран од 15,6 милиони евра вкупни средства, од кои што 11,7 се пари кои што доаѓаат од европските фондови, односно од ИПАРД. Она што денеска е клучно, што сакаме од тука, од Грушино да го најавиме, е почетокот на исплатата на првите договори од ИПАРД 2, кои што се склучени на овој повик, односно денеска започнува исплатата на првите 10 договори од делот на ИПАРД, а вкупната бројка, како што кажав, ќе надмине за овие мерки за кои што се склучуваат во тек договорите, ќе надмине 900. Ова покажува дека со здружени сили, со посветеност, со јакнење на капацитетите на платежната агенција, со оваа евроатлантска интеграција и енергија која што постои во државата, со презимањето на сите активности за забрзување на постапките и за овој, но и за следните повици, можеме само во еден повик да стигнеме во бројка на склучени договори која што е или еднаква или поголема од вкупно склучените договори кои што ги имаме на претходните 12 огласи. 60 милиони евра стојат на располагање на Македонија во делот на ИПАРД фондовите, 15 милиони евра веќе договоривме со делегацијата на Европската унија за поддршка на земјоделството за 2019 година. Но тука ја праќаме пораката. Ако земјоделството е клучниот сектор на кој што се подпира Европската унија, заради тоа што 40% од буџетот на Европската унија оди за земјоделство, ако направиме споредби и анализи со државите од регионот кои што се слични со Македонија, а кои што го поминаа патот кон кој што ние сега силно тргнуваме, ќе видиме дека за 10 пати може да очекуваме да биде зголемена оваа европска поддршка преку европските фондови, преку новите можности кои што ни стојат во делот на модернизирање на македонското земјоделство, а земјоделството е основната стопанска гранка на која што може и ќе се подпира македонската економија. Ако со нашите мерки и политики направивме да во првата година од првото полугодие од 2019 година растот е 3%, навистина со европските пари, со отворањето на европските фондови, со членството на Македонија и во НАТО и со членството на Македонија во Европската унија, а друга шанса немаме и друга можност немаме и план Б нема никој, мислам и сме сигурни дека сме на вистинскиот пат и дека земјоделството ќе биде европско, модерно, конкурентно и дека ќе имаме иновативно и современо земјоделство и во Македонија. На сите нас останува да бидеме цврсто посветени на овој европски пат кој што го зацртавме во Македонија. Благодарам.